Јас сум Кети Талевска-Вакревска, фотограф и се занимавам со дигитална фотографија и алтернативна фотографија. Изложбата ќе ме снима беше изложба за Преспанскиот предел, односно за исчезнувањето на Преспанското езеро, кое што изработив со алтернативната фотографска техника Lumen Print. Таа е техника која што се изработува директно фотографска хартија со аплицирање на вода, алги, растенија од овој предел и хартијата не беше после изработката, после изложувањето на сонце фиксирана, заради тоа што ја остави фотографите да избледнуваат како некоја метафора со езерото кое што исчезнува. Со изложбата сакав само да ставам како акцент дека треба да се нешто да се превземи за заштита на езерото, бидејќи некако како да се заборави оваа тема веќе. Нормално дека се спомнуваше и се прават овде настани за езерото и за заштитата, но сепак мислам дека премалку се во последен период. Моментално е езерото стигнато на 15 метри длабочина, кој што секоја година и се повеќе се намалува. Важно е ради тоа што и Охридското езеро се полни од Преспанското езеро и нормално дека и ова езеро ако пресуши ќе настрада до негде и Охридското езеро. Не само тоа, тука постојат многу ендемски видови на птици и риби кои што се многу значајни исто за нас, за нашата култура и за овој регион. Потоа луѓето кои што живеат од езерото, кои што се занимаваат со риболов и со туризам, исто така ќе имат големи ризици. Единствено што јас мислам дека веројатно треба некоја едукација на луѓето кои што го користат езерото и кои што живеат во оваа околина за да се заштити, барем да се намали користењето на пестицидите, кои што исто така го загадуваат воздухот, не само езерото. И едноставно тоа, не знам, едукација и веројатно еколозите знаат повеќе што да кажат и да помогнат да се заштити ова езеро. Па би сакала да продолжам со оваа тема и за сега рано ми е да кажам дали би продолжила со нешто ново. За сега ќе си продолжам со оваа тема со Преспанското езеро.